акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Минтери шоу. Минтери шоу. Бисера, Што? што? Се вика ли што на татко? Молам тата. Така бе, душа ме. Што учиш? Учам. Што учиш? Природни. Природни, а? Да. Браво. Бисера, што правиш? Учам. Како бе тоа учиш Злато татино со учебникот на опачки Злато татино? Баш сега си мислам да сменам положба со здрвив. Да? Да. Аха. Ајде да видиме. Браво бе, душа татин. Бог да чувај да бе. И телефончето таму, а? Браво. Браво. Ружица! Дојди да си ја видиш ќерка ти. Ме фатија. Минтери шоу. Дали сте знаеле дека 65% од автопатите во Германија немаат ограничување на брзината? Како така нема ограничување на брзината? Тоа не е многу безбедно. Највисоката планина во Аргентина се вика Аконкагва и е висока 6962 метри. Ти благодарам. Не сум знаел тоа. Шпанија е најголем производител на маслиново масло во светот. Па јас цело време мислам дека Италија, од каде маслинки во Шпанија? На планетата Плутон има море во форма на срце направено од отровен мраз. Срце направено од отровен мраз? Како? Што све има на овие другиве планети, јас ништо не разбирам. Дали сте знаеле дека порано жените во Јапонија си ги фарбале забите црни, а тие мислеле дека белите заби изгледаат грдо. Жените имале црни заби? Белите заби изгледаат најубаво. И јас така мислам. Најубави се. Минтери шоу. Дечки, гледате нешто ново? Се купив нов телефон. Вау, да ја. Го купив за 60.000 денари. Колку? 60.000. Некој е добар. 7 камери има. 7 камери. Вие сакам ваков телефон. Да, многу е добар. Еј, сакате да дојдете кај мене? Имам нов компјутер со 7 монитори. Ајде. Мила, знаеш што се случи? Телефонот на Иван. Мора да му го вратиш. Како да му го вратам? Гледај со 7 камери, сите апликации. Ама ти не знаеш вчера колку беше загрижен. Вети дека ќе го вратиш. Не можам да го вратам, видео колку е, па и он си го забори, не му го земав јас. Вети. Добра, ајде ќе му го вратам. Ајде побрзај, ајде. Еј,
Еве ги Михаил и Иван. Леле, што ќе правам? Ќе го ставам кај Мила во ранец. Здраво. Здраво. Дечки ми го нема телефонот. А да задзвониме да видиме дали ќе задзвони негде? 100 пати звонев, нигде го нема. Ај бе да се пробаме с рекета, може ќе најдеме. Ај? Леле, тука нешто звони. Мила, ти му го украде телефонот? Како можеше? Сериозно бре? Ама не сум јас. Да бе, не си ти. Ранецов, чифе. Ајде да си. Ај. Засрами се. Ама дечки, Што има толку важно да ни кажеш? Повторно ќе се вадиш? не. Туку сакав да ви покажам една снимка. Што е ова? Телефонот на Иван. Сигурно. Веднаш да му го вратиш. Требаш да Како да му го вратам со 7 камери? Знаеш какви апликации? Дечки, можам да објаснам. Ова е фотомонтажа, знаете како што прават со сите. Така и на мене фотомонтажа ме. Ама ова е видео. Фотомонтаж. Значи ти си ми го ставила телефонот во ранец. Ама дечки, можам да објаснам. Па ајде објасни. Не знаеше што да каже, па си отиде. Срамота. Што мислите? Дали кенгурот може да скокне повисоко од една зграда? Па не знам, може ли? Па може, зградите не може да скокат. Кои се милените букви на пиратите? Кои се? Арррр. Пират. Постои забавна игра која што се вика чекање во ред и во таа игра луѓето чекаат на ред. Тоа забавно ли е? Ептен забавно. Ептен забавно. Најмалото овошје во светот е големо колку една мравка. Толку мало? Е, толкацко. Да, толкаво, баш колкото е простор меѓу двата прста. Дали сте знаеле дека првите дијаманти биле пронајдени во Индија? Вау! Кој знае колку биле убави? Од каде знаеле дека се дијаманти убави? Во Германија се прават околу 5000 видови пиво. Вау, 5000 видови! Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Не е тука. Без гајле, отиде на училиште, го видов. Па ние можеме да си правиме експерименти. Супер! А што ќе правиме сега? Ќе се чепкаме нешто. Ова е сигурно сок од боровница. Ова сигурно не е сок од боровница. Кој знае, може би е чоколадно млеко. Ова сигурно е карамел. Хајде го отворам. А да ја ставам ја мојата рака? Стоп, може би е отровно.
Добро размисли. Видите, ова е балонче. Ей, да. Не цртай му очи и уста. Еве, драги гледачи, ова е нашиот балон. Ох, бе, дечки, што сте се уплашили од еден балон? Големото чудо. Јас знам хемија. Еве, ова е една обична епрувета. Гледајте. Леле! Што сте направиле, бре? Леле! Од почеток, шпица, ајде! Внимание, овие експеримент во нив се користени се сите предупредуваме услови. Ајде, Румен, дојди! Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден експеримент. Значи, ова е олово, како што можете да видите. Сега, ова олово е доста хемиски нереактивно. Како што можете да видите, еве тука имам обична вода. Не реагира со вода, не реагира ни со сулфурна киселина, реагира со азотна киселина и со хлороводородна киселина, ама малку и споро. Затоа е доста тешко да се направи, да се раствори, да премине во солна форма оловото. И сега ќе ви покажам како да го направите тоа. Исто така уште еден бонус е што солта која што се прави од оловото е растворлива во вода, тоа е оловен ацетат. Тука имам оцетна киселина. Тоа е 80%. Се продава, обично се користи за правење туршија. Ќе го отворам шишето. Исто така да знаете, овој експеримент малку мириса. Има непријатен мирис. И за тоа може да имате некои непријатни, треба надвор да го правите експериментот по правило. Јас го правам надвор внатре со вентилација за да ви го покажам. Сега ова е оцетната киселина, ставив малку вода долу за да се раствори. Внатре да намалам концентрација, бидејќи не сакам да имам многу киселина. Така. Сега ќе додадам пероксид, водороден пероксид. Овој е 30%, барем беше. Сега ми има стоено подолго време, затоа нели константно опаѓа концентрацијата на пероксид затоа што се врши декомпозиција на вода и кислород. Ќе додадам толку. Ова не е препорачливо да го правите, јас имам ракавици. Така. Сега, браво, Румен. Само пази да не ја бутнеш. Сега, олово, парчето олово, ја го спуштам. Сега, како што можете да видите, се ослободува нешто бело и реакцијата почнува. Сега, Румен, многу ќе смрди, ако сакаш можеш да отидеш. Ако почне многу да ти смрди, отиди. Добро? Ето го ќе правам склекови. Добро. Тука што се случува, всушност се формира пероцетна киселина, која изгледа вака. Таа се формира на реакција на оцетна киселина која изгледа без ова тука, само ова директно со хато. Таа киселина се формира и она реагира со оловото, прави оловен ацетат и вода. И сега чекаме. Епа, драги гледачи, како што можете да видите, тоа беше тоа. Може да се види дека се уште има останато олово, бидејќи немаше доволно киселина да го раствори целото, така и треба во мојот случај, затоа што сакам сосем неутрализиран раствор на киселината. Сега, ако го извадиме оловото, може да се види дека му е намален волуменот, само почекайте секунда. Еве го оловото.
Смалено. И како што можеш да видиш, Румен, знаеш зашто е смалено? Не тоа што дел од логото отиде тука, во ова. Добре, не го гледам. Не, па не го гледаш, што е такво растворено. Кога гледаш? Сенки има на него. Да. Еј, дечки, видете колку банани сум купил дури за цело друштво. Мете! Што ти е, Мете? Па денеска не е ден за банани? А, кој ден сме денес? Мете, недела сме. Ден за портокали е денес. Леле, Мете, ајде. Ајде, чао, не може. Ке не урочи. Еј, дечки, видете колку портокали сум купил. Мете. Мете! Денска е ден за банани, Мете, бе. Па шо е денес? Понеделник е, Мете. Ден за бананите. Мете, оди яде си ги бананите. Не може тука. Портокалите, Мете. Оди купи си банани. Ми се слоси да Мете. Дечки, денес сум спремен за све. И со портокали и со банани. Мете! Мете, кој ден сме денес ние, Мете? Вторник? Значи, ден за чипс! Добре, ајде оди си. Исперен си од друштвото. Да, оди си. Мете, јадеш и банани како чекуваме. Во Германија е забрането да останеш без бензин на автопат. Епа, да си земат во кисичка бензинча? Највисоката планина во Африка е Килиманџаро. Таа е висока 5892 метри. Сите планини ги научив денеска. Дали сте знаеле дека Јапонија е составена од 6800 острови? Од толку многу острови, значи сегде има околу нив вода. Во Германија се измислени кларинетот и џебниот часовник. Германија е многу интригантна земја. Дури 75% од хемиските елементи се метали. А тебе, Дина, малце сонцето да не ти смета додека кажуваш занимливости? Дечки, мам, се плашите од нешто? Да, јас од инсекти многу сега, не знам, не ги поднесувам, кога ги видам се ежам. Да, гадни се, ама мене повише ми е страф од крајот на светот. Се мислите, што ако експлодира сонцето? Па, не верувам. Јас се плашам од змии. Замислете, луѓето ги ставаат на врат, тука им висат, тоа е многу гадно. А ти да што се плашиш? Па ја, дечки, од ништо не се плашам. Како да не? Најсериозно ја не се плашам од ништо. Како е тоа можно? Па што да бу, ја од ништо не се плашам. Наставничката доаѓа. Развието, напишете домашно? Јас да. Домашно? Какво домашно? Па имавме домашно. По математика имавме домашно? Да, еве го моето. Моето. Еве го и моето. Леле, не напишав домашна. Е, добро дек, наставничката ќе ти стави еден минус, па ќе си го поправиш некој ден. Деда, јас до сега 3 минуси имам поправено така. Не е за тоа, јас се плашам што ќе ми кажат мајка ми и татко ми. Значи сепак се плачиш од нешто. Па секако. Леле, што ќе правам сега? Ања, ајде во кревет! Не, доцна, јас сакам после си легна. Ама ајде сега, мамичка, те молам. Што реков? Изненадување! Среќен роден ден! Што и се случи? Кажане, помагајте! Ања се онесвести.
Знаете кои се најактивни мускули во нашето тело? Ушите, Не, нозете, не. јазикот? Тоа се мускулите на очите. Очите, па најмногу мрдаме со нив, да. Дали сте знаеле дека пчелите имаат 5 очи? Па тоа значи дека многу добро гледаат. Дали сте знаеле дека мачките спијат 16 часа на ден? Спанковци. Мачките спијат 16 часа на ден. Дали сте знаеле дека броколата е цвет? Цвет, а каков цвет, како што? Исто како ладето. Ти благодарам. Еј, види, уште 15 минути има од часот. Да. Наставнички, Кажи, Димитри, може да одам до тоалет? ајде побрзо и веднаш врати се. Лара, види колку убав часовник. Да, го сакаш? Па да. И па укради го. Не, јас не можам. И па го сакаш, ако го сакаш укради го. Па не можам. Но укради го, ако го сакаш. Па го сакам, ама не можам да го украдам. Ма добро, не го укради за тебе, укради го за мене. Не. Ама ајде те молам, па сега не ли ти се допаѓа? Не. Ако не го сакаш за тебе, тогаш укради го за мене. Не, нема. А тебе ти се допаѓа? Па... Не. Е па тогаш укради го за мене. Не можам. Ама ако не ти се допаѓа тебе, дај ми го мене. Добро. Повели. Ајде, деца, готово, заврши часот. Еј, кој ми го зема саатот? Ти да не ми го зема. Не, јас не ти го земав. А ти, Лара, ми го зема? Јас... Па... Јас не ти го земав. Па шо ти е тоа на раката? Ама... Она го украде, не јас. Ја ништо не направив. Она ми го даде мене, она го украде. Па таа ме натера. Добро, ама ти ми го украде. Не сум јас. Види кој го има саатот. Ајде ми го саатот. Добро. Е, сега ќе ве кажа на наставничката и педагогот дека крадете. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. Со супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Сети се на нашата Facebook романса. Дај ми ти уште една шанса. Животот не е така прост. Јас го лайкнав
verувам јас.